Благодарам. Очигледно колешката навикната од пресконференции продолжува во тој стил дека се блеска во државата. Почитувана колешке, како правник треба работите да ги читате до крај темелно. Еве ќе ви кажам. Младинскиот додаток ќе биде во висина од 3000 денари месечно, ќе им се исплаќа на млади лица до 23 години со завршено најмалку средно образование. Најмалку, не само средно, најмалку, што значи дека може и со високо образование. На 23 години колку дипломирани лица имаме и дали можат лицата со високо образование да се вклучат на пазарот на трудот и да искористат оваа мерка? Не, затоа реков дека е дискриминирачки. Зошто лицата со попреченост, кои што се работно способни, не се опфатени со оваа мерка? Тоа не е дискриминирачки. Што видовте вие конфузно и контрадикторно? Ова се факти и овие факти беа предложени во амандмани за кои што вие немавте ниту слух, ниту разбирање. Продолжете да читате статистички податоци. И да, ќе вработите 5 луѓе од општина. Но нека е, и секој едно вработување е повеќе од ич. Жаклина Пешева.